Председателе, почитуван колега, во суштина, го поддржувам законското решение, дури мислам дека треба и повеќе да има стаж за да еден доктор навистина се изгради во прав доктор и понатаму да се усовршува и специализира одредена област. Меѓутоа, законските решенија ги носите во чекор, без размислување и ќе ве цитирам. Ова е законско решение за оние доктори кои што се веќе вработени. Значи, вас се сетивте дека докторите кои што веќе ги имате вработени кога дојдовте на власт, ги немаат овие 6 месеци и сега ајде на брзина ќе го носиме овој закон, наместо да направите суштинска анализа и добар закон да донесиме за младите доктори да останат тука, затоа што како никогаш досега младите доктори не сакаат да напуштат државата како сега, после 5-годишното ваше владење, значи нив сакате да ги збрините тие што ги запосливте. Исто ова законско решение кој што го имате 2019 година, велите итна медицинска помош. Да, тие одат еден месец, а потоа еден ментор е на тројца доктори во вакцинален пункт и таму седат и боцкаат вакцини. Значи не е добро осмислено и многу проблеми донесе ова законско решение. Кажавте целосно колабирано здравство со најголема смртност. Не знам кога е колабирано здравството повеќе, тогаш или сега. Ќе ви кажам, клиничка болница Битола набави компјутер, ангиограф, акцелератор, магнет, кардиолошко ехолитотриптор во време на ВМРО, имаше специализации, субспециализации, а сега, колега, затворате физикална медицина која што стоела 70 години, затворате пнеумофтизиологија, акцелераторот уште не е пуштен во употреба 5 години, ангиографот 4 години, се уште го немате поправено, знаете? Затворате ургентна медицина која што постоела со години. Тоа е вашето колабирано здравство. Граѓаните понезадоволни од здравство од сега никогаш немало. А сега земаат плата докторите по партиска книшка, не по учинок. Благодарам.